Добро утро, доктор Казаве. Добро утро и на вас и на гледачите на ТВ Нова. Кои се најчесто изложени на температурните разлики? Кои пациенти или која група на луѓе? Овие денови имаме забележителна промена во температурата, големи се дневните разлики во температурата и можеме да забележиме од досегашните извршени интервенции дека овој пат повеќе делуваат на пациентите кои што имаат кардиоваскуларни заболувања. Секако тоа се повозрастните пациенти кои што веќе имаат такви хронични заболувања, меѓутоа и помладите пациенти. Како можат превентивно да реагираат? Како можат да делуваат? Нормално ние не можеме да влијаеме на временските наприлики, на променливото време, но што можеме да направиме за да го сочуваме здравието? Секако превентивно да се зема терапијата уредно, што е препишана од интернист или од матичен лекар, да се води сметка за притисокот, значи да се измери уредно, да се види дали има промена, доколку имаат некои тегови, да се обратат кај матичен лекар и да се направи дополнителна контрола. Колку интервенции се извршени изминативе денови? Бидејќи напоменавте во неофицијалниот разговор дека е зголемен бројот. За колку? Не многу се забележува мала разлика, би рекла можеби 5% е зголемен бројот на извршени интервенции во последните 5 дена. Тоа не е многу голем број, меѓутоа се забележува дека имаме зголемен број на интервенции од кардиоваскуларна природа. Временските неприлики или температурните разлики покрај тоа што влијат на оние што имаат проблеми кардиоваскуларни или покачен намален крвен притисок, влијат исто така и на трудниците, па дури би рекла и на оние што се здрави им влијат на притисокот. Како треба да реагираат сите генерално? Пред се, значи, да внимаваат на собственото здравје, помала физичка активност да имаат во периодот кога се зголемува температурата. Најчесто забележуваме проблем, односно пациентите најмногу се жалат кога нагло се качува температурата. Во тој период од денот да обрнат внимание да имаат помала физичка активност, да не биде зголемена од вообичаено, значи обврските да ги извршуваат во утринските попладневните часови, а некои вообичаени, да речем, активности да бидат во средниот дел од денот, да земаат повеќе течности, ви реков уредно да се ја земаат доколку имаат хронична, значи постојана терапија што се пие секој ден и доколку имаат потреба да се обратат за совет кај нивниот матичен лекар или кај нас, знаете, во секое време. На вакво облачно време обично знае да се намалува крвниот притисок. Како би можеле преку исхраната да го регулираат? Температурните разлики секогаш го потенцираат проблемот. Значи не секогаш дека се намалува. Тие што имаат низок притисок ќе биде уште понисок, тие што имаат висок ќе биде уште повисок. Значи тие што имаат низок притисок би требало да земаат повеќе течности, меѓутоа не наеднаш, туку постојано, континуирано во текот на целиот ден да земаат повеќе течности и свежа храна од тип на зеленчук, овошје, почести мали оброци. Пациентите што имаат висок притисок, значи би требале обратно да не земаат толку течности, да избегнуваат солена храна и да се ја земаат уредно терапијата. Ви благодарам за овој разговор. Ви благодарам и на вас. Беше тоа специјалист доктор Марија Анастасова од итната медицинска помош, а јас се надевам дека ќе ги следите незините совети и ќе се придржувате кон истите.